Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Пресврт, последно за оваа сезона на Слободен печат. Имаме интересен гостен со кого ќе продискутираме за политичките прашања што го мачат македонскиот граѓанин, што се однесува на внатрешните политички односи, што се планира во текот на летниот период, локалните избори, надворешната политика, последниот самит на НАТО, но и многу други економски прашања кои го задираат македонскиот граѓанин. По тој повод, во моето последно издание на емисијата Пресврт и за оваа сезона, наш гостин е пратеникот Љупчо Пренџов од редовите на ВМРО ДПМН, со кого ќе продискутираме токму на овие теми и дилеми кои што ги спомнав пред малку. Велам, добре дојде господине Пренџов, претпоставам прв пат во Слободен печат и во емисијата Пресврт. Добро ве најдов, благодарам за можноста. Да, прв пат сум во вашата емисија, но на Слободен печат не, бидејќи Слободен печат имаше во изминатиот период серијал, вака мини интервјуа кратки во рамки на Собранието на Република Македонија и таму неколку пати гостував кај други ваши колеги, но кај вас да, прв пат и ми е чест што еве со мене се затвора оваа сезона. Ви благодарам што ја прифативте поканата и на самиот почеток ги слушнавте најавите за што ќе продискутираме во наредните 20 на минути, па би сакал да почнеме во одно што е можеби најактуелно и се однесува за едногодишната власт, односно една година од владењето на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Ги слушнавме и пофалните зборови што е сработено, слушнавме и критики можеби од опозицијата што не е сработено. Па еве накратко, вас како пратеник од и представник од владеачката коалиција и партија, што сметате каде се потфрли за оваа година? Добро, прво би сакал да збор да јас го употребувам зборот владење. Ниту владеам некому, ниту сакам некој да ме владее, јас користам зборот управувачко мнозинство. И како управувачко мнозинство кој што има чест да управува со Република Македонија во изминативе една година, можам да кажам дека вака генерално сум прилично задоволен од тоа што се случува во државата. И кога го слушав дека го поставувавте прашањето, прво што ми дојде е тоа што сум горд за тоа што сум пратеник од тоа управувачко мнозинство, бидејќи исправивме на голема историска неправда, а тоа е кон пензионерите. Ние сега ги велиме дека се пензионери, бидејќи се во таа доба од својот живот, но тие луѓе беа луѓето кои што во 90-те години беа работниците во Република Македонија, кои што честно и поштено одработеа цел животен век, а при тоа собствениците на бизниси на поголеми или помали компании несоодветно во најголем дел од случаите им беа исплаќени нивните придонеси кон државата и потоа држава вие сте работеле 40 години, а одите и гледате имате само 25 години работен стаж и налогно на тоа пензијата и основицата на пензијата ви е многу помала и потоа ниту крив ниту должен бидејќи немало држава тоа да го контролира, да го провери, вие живеете на работна сиромаштија, а при тоа сте одделувале. Една е ситуацијата вие да не сте работеле или да имате минимален работен стаж и потоа ќе имате минимална пензија, тоа е нормално, но друго е да имате фул работен стаж, а реално тоа не постои, така да со покачувањето од 5000 денари на основицата на пензиите, мислам дека тоа навистина е добар чекор. Драго ми е тоа што се гледа дека се трудиме да наметнеме на предвидливост на сите целни групи, така и со вработените од образованието, од основно па се до високото образование, каде што секој еден образован работник, професор, наставник точно знае во следниот 4 годишен период кога и за колку ќе му се покачи неговата плата. Драго ми е тоа што за 10% се покачи и платите на вработените во полицијата, бидејќи нивната финансиска независност многу влие на нивната самодоверба и начинот на кој што се унесуваат во општеството, бидејќи според мене допир и средба со униформа е допир и средба со државата и многу е важно како тие луѓе се унесуваме ние кон нив и тие кон нас и сметам дека заботувачката е многу важна. Таму се покача и плати на медицинските сестри после долго време и мислам дека тој дел е навистина едно подобар стандард на разни целни групи е добро и сум многу задоволен. Вториот дел е инфраструктурниот дел, бидејќи поврзувањето на државата, патната инфраструктура, железничката, тоа е крвотокот на економијата, а сте ние кои што одиме на избори, секогаш ветуваме дека ќе имаме подобра економија, тоа не е главно ветување и мислам дека тука и тоа како покажавме дека може и поинаку, на пример покажавме дека
ако некој на автопат не работи, не го гради тој автопат, не може да добие пари како што добива во изминатиот период, некои 200-300 милиони евра, при тоа немате ништо на терен, се да гледаме една обратна ситуација. Тоа е добро што имаме повеќе од 1200 проекти во општините кои што ќе се градат, некои основни потреби за граѓаните. Препоставам, може би ќе разговараме повеќе на тоа е цела тема. Тука сум така како втор дел многу задоволен и како трето сум многу задоволен тоа што меѓународната поддршка на Република Македонија, меѓународната активност на Република Македонија и тоа како е зголемена во овој период. Ми е драго што македонски премиери, председатели, министри за надворешни работи имаат средба со администрацијата на најмоќната држава, нашите стратешки партнери, тоа се Соединетите американски држави, Велика Британија, Европската унија, и сметам дека тие се три клучни полиња на кои што и тоа како се гледа разликата. Пашавте да бидам честен до крај да одговорам во што мислам дека можеби треба повеќе да работиме. Искрено сметам дека во оваа година уште повеќе треба да се работи на обезбедувањето на целосна независност на судскиот систем и на јавно обвинителскиот систем. Тука можеме да дискутираме, тука и јас сметам дека требаше да додат подобро. Ние како собрание направивме неколку чекори. Јас како председател на Комисијата за политички систем и оноси меѓу заедниците, каде што практично извештаите и на судскиот совет, и на советот на обвинители, и на јавните обвинителства доаѓаат прво кај мене и сите членови кои што сме во комисијата. Ние ми изгласавме недоверба не еднаш, туку два пати на сите тие институции, потоа пленумот изгласа недоверба на членовите судски совет и едноставно гледате дека некој кој што има 1 или 2% рейтинг, а сега можеби нема ниту 1% рейтинг, кога вие што сте го избрале, сте му дале шанса, потоа му земате таа шанса него, му велите извини, ова не е нормално што се случува, а вие си молчите, тогаш гледате дека имате сериозен проблем кој што ќе мора да го решаваме во овој следен период. Така што генерално и она кое што и во владата го имаат како став и ние од собранието е тоа дека од држава која што беше длабоко во минус, институции задолжени, презадолжени, неисплатени плати, имаме една стабилизација на државата и поставување на поздрави контури за развој. Бидејќи, сакам да повторам, доста во Република Македонија зборуваме да преживееме, доста во Република Македонија зборуваме како од држава сме направиле пристојна држава, мора да гледаме како да се развиваме и тоа е еден основните императиви за во следниот период. Интересен и можам да кажам содржаен одговор на прашањето, но ми беше малку поентата и во оној делот. Знаеме дека сме во предизбори и дека политичките партии, вклучително и вашата, сакаат да ги истакнат оние позитивните работи кои што се сработиле, меѓутоа имаше неколку, има се уште, работи кои што можеби фрлија и дамка на владењето едногодишно на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Станува збор за оние просечни работи кои што го мачат македонскиот граѓан, инфлацијата. Не се успеа владата во целост да се справи со галопирачкиот раст на цените во проданиците, на маркетите. Тука би сакал да подсетам дека и проблемот кој што можеби највише ВМРО-ДПМН алудираше во предизборието, оцелувањето на младите, се уште е активен. Состојбата со Кочани, одговорот, неработата на собранието за наредните 2 недели од како се случи несреќата. Како ги гледате овие точки кои што и ден денеска гледаме протести на граѓаните на улиците? Да, ќе започнам со младите, бидејќи тие се еднината и сакам да кажам дека токму со последните мерки за самовработување на младите до 29 години и поприлично високата сума на средства која што државата и двочните обврзници на Република Македонија ќе издвојуваат со цел младите да отворат свој бизнис овдека и пред се да го развива својот предприемачки дух во кој што тие ќе вработуваат луѓе, а нема да бара да се вработат било каде дали во Македонија и странство, мислам дека е многу конкретен чекор за пораката која што се исплаќа према младите. Тука нема да го зборувам само студентскиот оброк, нема да зборувам за реконструкција на студентски домови, на факултетите да финки и на они за физичка култура, туку го зборам дел кога вие се ќе завршите и кога како млад човек ќе направите се која што ова општество го бара од вас и потоа очекувате тоа да ве вреднува соодветно, сметам дека ова огромна сума на средства за млад човек да почне свој бизнис е навистина конкретен чекор за тоа дека испраќаме порака, младите ги гледаме исклучиво во Република Македонија.
Во првиот дел ви беше околу цените и растот на цените. Да. Јас ќе ве потсетам на тоа дека во изминатиот период, кога јас со ваши колеги разговарав на оваа тема во рамките на собранието, имавме инфлација помеѓу 16 и 24%. Тоа знаете што се случи. Тоа не е оправдување. Сега имаме инфлација некаде околу 2,5-3%, а имаме економски раст на државата од 3,4 или 3,2%. Значи, основниот економски параметар да имате поголем раст од инфлација, ние го имаме. Но она кое што се уште во целост, и вие сте во право кога го поставувате тоа прашање, не се чувствува, е затоа што долго време имавме раст од 1%, а имавме инфлација од 20%. Јас ќе ве потсетам дека просечниот раст на Република Македонија како држава. И ова никогаш не сум го зборувал да ликувам бидејќи тогаш сум бил во опозиција, па сега барам оправдувања. Од 2017 кога дојде СДСМ на власт до минатата година кога си отиде СДСМ од власт и дуи имавме 1,1% просечен раст. Додека државите од регионот растеа со по 4, со по 5, со по 3,5%, Република Македонија растеше со 1,1% и не зборуваше за економија и за овакви легитимни прашања, туку зборувавме само за Бугарија и за Грција неколку години. И на крај дојдовме во ситуација во која што од 1 отидовме на 3,5% економски раст. Дали е 3,5 пати доволно? Можеби не е, но е 3,5 пати повеќе од тоа што сме го имале и дали тоа мора да се почувствува? Да, тоа мора да се почувствува. Дали се високи цените? Да, се високи цените. Дали правиме напори тоа да го сузбиеме, да го зауздаме, се трудиме максимално тоа да го направиме. Само една година сме на власт. Господин Прендржов, параметрите говорат и оние статистички. Дали знаете колкав делот во проценти од населението е сиромашно во Македонија? 20 на преку 20 на проценти од населението не може да си дозволат, односно се со еден оброк на дневно. Со овие цени кои што ги имаме во летните периоди, со сето она што се случува од ветеното на дворешната политика што се рефлектира внатре, обичниот граѓанин во време на предизборие е доста револтиран. Преизборието, ве молам, знаете како, преизборието воопшто не е важно. Кога ние разговараме за економија, за подобар живот, ние треба живееме подобро и пред избори, после избори, за време на избори. Затоа јас никогаш не се фокусирам околу определен период, дека некој прави нешто бидејќи е предизбори или дека не е предизбори. Јас ќе ве потсетам дека нашите политички ривали уште минатата година, кога донесовме 500 милиони евра во Република Македонија, сакавме да градиме канализации и луѓето по кал да не газат, велеа дека е предизборие, да 2 години пред избори, на година дена пред избори. Не, јас така не ги гледам работите и најголем дел тоа сите кои што се мои колеги во собранието, не ги гледаме така работите. Едноставно се трудиме максимално, даваме целокупниот наш физички и интелектуален потенцијал со цел да ги подобриме работите во Република Македонија. И јас не велам дека само тие 20% луѓе им е тешко да си купат намирници, и оние луѓе со средни плати им е тешко да дадат 300 денари за килограм на цреши на пазарите. Јас од тоа не бегам, ниту пак некој од било кој од нас од тоа бега. Но да бидеме реални и честни дека во економијата не се доаѓа резултат денес го правам, утре го има. Верувате дека 3,5 пати имаме повеќе економски раст од тоа што го имаше СДСМ, имаме и 4 пати поголем раст и тоа ќе се почувствува. Мораме да имаме малку трпение, бидејќи такви се тие процеси и кога сме алармирале 2018, 2019 и 2020 дека до ова ќе дојдеме, дека не се враќа потоа за 3 месеци назад, тоа се случува. Но се санираат последиците и јас ви убедувам дека во следниот период ќе имаме една реална рамнотежа помеѓу растот и цените. Пак ќе ви повторам, 3,5% раст, 2,5% инфлација сега. Во еден процес сме ќар. Во нивно време имаше 1% раст, 15 или 20% инфлација и тоа се тие грешки кои што се направија и сега се трудиме да ги поправиме. Не би сакал да правиме компарација како се владеело, што е затегнато. Не зборувам за владење, како се владеело, се управувало. Јас само ви кажувам дека ако вие како домакин дома, еве да упростиме, ако вие како домакин имате кредит X и на вашиот домашен буџет плаќате 130 евра, 130 евра рата за кредит. Добро. И потоа некој друг го водел вашиот план и семеен буџет и вие доаѓате после 7 години и само за камати од 130 милиони евра одите на 260 милиони евра, тоа е реално, се не е никакво оправдување ако го кажете. Гледаме како да привлечеме приходи, странски инвестиции, нови плаќачи на даноци во Република Македонија, зголемен буџет и да имаме соодветна и правична дистрибуција до граѓаните зависно од целевите групи, бидејќи
И тоа е важно, важни се и младите, важни се и пензионерите, едноставно секој човек е подеднакво важен и ние се трудиме секаде ако може да помогнеме колку можеме. Бидејќи во интерес на времето би сакале да видиме пократки одговорите, бидејќи имаме многу теми за дискусија кои што еве во летниот период граѓаните и гледачите сака да ги чујат. Би сакал овде малку да обрнеме внимание во однос на она актуелната состојба во собранието. Изминатата година, односно владењето или управувањето, како сакате вие да го кажете, на ВМРО-ДПМН не беше мирно, имаше и турбуленции, имаше излагање од коалицијата на дел од политичките партии. Ако се земе во предвид дека периодов треба да се направат, да се донесат реформски закони кои што се однесуваат на судството, Алијансата за албанците излезе како владеачката партија, еве и вие како пратеник ВМРО-ДПМН ќе обезбеди бадентерово мнозинство во однос на оние круцијални реформски закони. Прво, сакам да ги поставам двата основни постулати. Првиот е тоа дека колку гласачи од Карпуваш, од изборна единица број 1 гласале за јас лично да станам пратеник, толку гласачи од друга изборна единица или друга општина гласале за друг колега да стане пратеник. Бидејќи ние таму представуваме плюс минус сличен број на граѓани, исти како што кажав им претходно се поеднакво важни. И затоа се некои 18, некои се 58, но за секое законско решение кое што е во собранието, за секој реформски закон кој што доаѓа и мора да дојде во собранието, ние разговараме. Најголем дел од разговорите се јавни на комисии или на пленарни седници, вие како медиум и јавноста може да ги види, дел ги разговараме и во кулуарите, дел ги разговараме и во други канцеларии со цел, бидејќи тоа е така и по деловник, со цел да постигнеме единство за клучните закони. Она кое што можам да го кажам е тоа дека во текот на како ќе денеска сме четврток, во вторникот на пленарна седница имаше многу закони, точно да бъде, не сакам да бидам прецизно погрешен, но говорам овде за изборниот закони, на закони ќе одговорам и за тоа, беа донесени со балансер. Сакам да ви кажам дека балансер, се извинувам. Сакам да ви кажам дека владината коалиција е повеќе од стабилна и владината коалиција број близу 2/3 во Република Македонија, што одамна не било случај во собранието. И тоа е фактичката состојба. Да, кога имаме закон, го носиме. Околу изборниот законник. Секоја политичка партија и од опозицијата СДСМ и ДУИ и ние како управувачко мнозинство обично има согласност за изборниот законник. Видете, ако вие како управувачко мнозинство донесете квалитетно законско решение кое што ќе биде во интерес на граѓаните, тогаш дали е Таравари, дали е Али Ахмети или е Филипче, е многу тешко да го одбие, бидејќи се е на очиглед на јавноста. Има вака портали, има подкаст, има собраниски канал. Очекувате поддршка од Европскиот фронт и од сите, од тоа што можам да имам информации. Очекувам поддршка од сите да го гласаат изборниот законник кој што е во рамките на Министерството за правда и кој што е во завршна фаза од неговата подготовка. Кога ќе дојде изборниот законник во собрание, ќе го видите и вие медиумите, преку вас ќе го види и јавноста и се разбира она кое што сите имаме со се донесе, може да претрпи поголеми или помали измени во зависност од тоа што како ќе реагираат сите целни групи. Апропо на овие случувања коалициски кои што се актуелни во собранието, надвор од собранието се подготовките веќе на големо за локалните избори. Премиерот и лидерот на ВМРО-ДПМН неколку пати даде и остри, па помалку и жестоки предвидувања за што очекува на следните локални избори. Ако се земе предвид дека е летен период, премиерот најави дека СДСМ нема да освои ниту еден градоначалнички мандат. Како ги гледате овие предикции на ВМРО-ДПМН, дали се реални? Да, реални се и тоа не е став личен на премиерот или став на ВМРО-ДПМН, не е став на коалицијата Твоја Македонија. Не е тајна, тоа е многу нормално. Во целиот свет е дека секоја политичка партија, посериозна политичка партија, прави мерење на јавното мислење. И знаете, и како дипломиран политиколог можам да ви кажам дека
во 21-виот век општествените науки, тука пред се мислам на овие анкети, ја достигнуваат веќе и екзактноста на природните науки која што постои, која што е константа, и вие точно повеќе во 2-3% знаете кој е расположението на граѓаните кон определена политичка гарнитура, кон определена политичка личност или кон определен политички потек кој што го направила власта или опозицијата, и граѓаните се оние кои што кажуваат тоа кое што ние само го соопштуваме понатаму во рамки на медиумите. Затоа што разликата е голема, тоа што изминативе 4 години огромна беше победата, огромен е бројот на градоначалници. Стик сме согласни дека можеби некој градоначалник може да му полемизирате, можеби требало уште плюс овие две работи да ги направи, или не му требало оваа работа, наместо таа требало друга да се направи, но имаме градоначалници кои што немаат крупни афери, кои што немаат криминал, не имаме градоначалници кои што немаат протести пред нив, не протестираат луѓе. Едноставно сметам дека тоа треба да биде една нормална ситуација, и дека таа ситуација е препознаена од страна на граѓаните, дека таа само ќе се зголемува поддршката. Има ли ризик од потценување на противникот овдека? Никој никогаш никого не потценува и никој никогаш никого не смее да потцени, особено во политиката, но истовремено ние кажуваме, луѓе, видете вака, во оваа држава секоја општина ние имаме територијална организација политички направена, со политички договор. Има многу општини, повеќе или помалку, кои што согласно приходите кои што ги добиваат, согласно закон, не можат да испорачаат кон нивните граѓани во таа и таа општина резултати кои што ги посекуваат. Сега, ние уште пред 3 години тогаш не обвинуваа дека сега работиме за 3 избори унапред. Не, туку работиме за интересите на граѓаните. Ние уште во 2023 година, во месец февруари, објавивме дека доколку ние дојдеме на власт, секоја општина ќе добие согласно бројот на жители по глава на жител определена сума на пари со која што ќе ги решава примарните потреби, бидејќи и јас и вие пред да одиме да разговараме за собранието, за министерството, за државата, нас прва средба со политика, прва средба со општество, ние локалната самоуправа. Од таму ги влечеме водовод, влечеме канализација, дали имаме пат, дали немаме пат, дали имаме тротоар. Основните животни потреби се тука. И сега ние што правиме? Викаме, еве 1200 проекти, 1200 градежни зафати, ќе се направат во текот на оваа година, дел се веќе почети од метата година, и со тоа го подобруваме животот на секаде. И практично и ова, како и она со пензионерите, исправање на една историска неправда, бидејќи од една страна не може вие политички да правите територијална организација, а државата ништо не ни помага на локалната самоуправа. Да кажете дека не се потценувачки овие изјави. Нема потценувачки, кон никого ништо и не е во ред да има потцен. Ја не го доживам тоа така. Но исто така, така ќе повторам, мерењата го покажуваат тоа кое што може да се случи. Разговорот допри темата со состојбата во Скопје, именно пред 4 години. Актуелната, се уште актуелната градоначалничка, која беше поддржана од ВМРО ДПМН, ја се огледаа граѓаните каква е незината работа. Во периодов се актуелни и активни неколку скандали во Чаир со коалицискиот партнер на ВМРО ДПМН. Има ли некаква одговорност ВМРО ДПМН за ова 4-годишно владење на Даниела Арсовска врз Скопје? Видете, односот помеѓу ВМРО ДПМН и Даниела Арсовска веќе 3 години издегистиран во рамки на јавноста. Ние јавно кажавме што мислиме за незе. Јавно уште пред неколку години таа грешка ја апострофиравме, и тука нема бегање од тоа дека Скопје не личи воопшто на главен град. Нема бегање од тоа дека едноставно некои луѓе не сваќаат што е работата на градоначалник. Работата на градоначалник е вие да бидете домакин на градот, домакин на општината. Работата на градоначалник е вие да бидете хаус мајстор на таа општина, хаус мајстор на градот. И дека вие треба да се бавите со решавање на основните работи на граѓаните, да биде чисто, да биде средено, тоа што го ветувавте во избори. Потоа ги видовме дека госпојата ја води и ја практикува својата функција, начин на кој што ја практикува. И јас не би можел ни повеќе или помалку да додадам од тоа, затоа што веќе имаме став кој што е издегистиран во јавноста. Се она кое што гледаме во јавноста, се она кое што се зборува во јавноста, сметам дека има советни институции во оваа држава кои што мораме да ги прашуваме, бидејќи како што јас доаѓам денес кај вас, одговарам на било кое прашање, може да трае било колку време ова интервју, така секој ден кој што зима јавна плат
државата која што бавува јавна функција треба да одговара на сите медиумски прашања, бидејќи тие се ваши лични, туку се прашања на граѓаните. Околу одговорноста не е многу јака страна ниту ова влада за функционерите, ниту на претходните во изминативе години, па гледаме докаде се и судските постапки, меѓутоа и докаде е правдата или моралната одговорност за отпојување од функциите ако граѓаните не се задоволни. Да бидеме тука реални, прво за отпојување го менуваме закон кој што е двотретински во рамки на собранието, значи конкретно говорам за моралната одговорност и како партија може и како вас и како функционери или како пратеници. Мислам дека секогаш сме достапни до било кој медиум за да направиме било какво интервју, да одговориме било кое прашање. Така што особено мислам дека адресирањето на функцијата пратеник е, видите, функцијата пратеник е таква да единственото работно место во кое што вашиот работен ден се снима и на очите на целата македонска јавност, попитувано сме вака мислам транспарентни, така што еве ќе размислиме таа критика да ако може да се поправи следно. Какви се интерните анкети во ВМРО-ДПМН во однос на локалните избори? СДСМ веќе минатата недела мислам објави неколку имиња со кои ќе трчаат во дел од општините, иако не се спомна оние клучните, Центар, Карпош можеби и градот Скопје. Докаде се анкетите и што може во овој денешен наш разговор да ни објавите можеби и ексклузивно во однос на имињата кои што ќе влезат во најтесните кругови. Дали и вие се гледате можеби како кандидат? Анкетите кои што се прават ги имаат во раководството на партијата, ги има извештениот комитет на партијата, како што може да забележите за прв пат во историјата на Република Македонија, толку многу рано, толку многу предвремено се вадат анкетите на очиглед на јавноста, се вадат кандидатите на очиглед на јавноста, она кое што јас лично немам гледано анкети, но она кое што го гледаме сите ние заедно, дека до 15 јули, тоа некаде за 20 дена од денеска имаме конечно кој кандидат во која општини каде ќе трча на следните избори. Се гледате вие можеби во градоначалничка фотелја? Јас се гледам во Собранието на Република Македонија, сум работел долго време во локалната самоуправа, граѓаните сте тие кои што одлучуваат кој во која фотелја ќе седне во следниот период. Имаме многу прашања и за економијата, дел ги начнавме, но во интерес на времето би сакал уште едно или две прашања во однос на она што е актуелно, се однесува на надворешната политика, па би сакал да прашам за договорот, нели, стратешкиот договор со Британија, меѓутоа и ова последно околу самитот на НАТО и новите најави што сите ги знаеме за 5% трошење од бруто националниот производ. Околу дали договорот со Британија ќе биде изложен транспарентно во собранието, се со цел да се запознат и пратениците и граѓаните, што тој предвидува, какви се каматите и колку треба да се враќа? Договорот со Британија е веќе во собранието помина, беше изгласан и беше јавен и транспарентен и мислам дека знаете како и јавноста и вие медиумите имате право на скепса, зошто? Затоа што во изминатиот период ваквите крупни работи обично се случува надвор од очите на тие кои што одлучуваат, а тоа е собранието преку собранието граѓаните на Република Македонија и мислам дека и самите од СДСМ и ДУИ кога го видува што е во собранието и го поддржавме тоа во собранието, мислам дека таа тема и ке нив спласна и тоа е добро, бидејќи околу крупните работи во Република Македонија ние мораме да бидеме обединети. Вака сега да се разбереме, Република Македонија согласно нашите финанси, согласно нашиот буџет, согласно тоа што ние можеме да го земеме како кредит за да се развиеме, бидејќи било која држава да се развие мора да земе кредит за голем проект, максимум може да подигнеме 350 милиони евра кредит. Од 350 милиони евра повеќе не можеме да подигнеме, бидејќи имаме таков кредитен рейтинг во светот. Со 350 милиони евра знаете дека ниту може да се направи нешто крупно, ниту може да се направи исчекор, ниту може да се прати порака до секој ден во Република Македонија, дека треба да остане да живее и да работи во Република Македонија. Она кое што се случува е тоа што Обединетото кралство на Велика Британија е држава која што застанува позади Република Македонија и е држава која што својот кредитен рейтинг го нуди на Република Македонија и таа е практично гарант, жирант на Република Македонија за идното задолжување за големи инфраструктурни проекти. Тоа значи како вие немате пари да платите рата, Британија треба да плати таа рата бидејќи тие се грант. И тоа е навистина историски успех за Република Македонија. За сите нас кои што живееме во Република Македонија, бидејќи ние со децении и векови бараме стратешки партнери, големи светски држави кои што ќе имаат интерес Република Македонија се развива. Сторозбан да се развива. Со овие проекти со Велика Британија веќе е договорено пругата од Табановце до Гевгелија, до границата со
со Грција. Тоа ќе биде пруга на постоечка да се прави уште една, ќе има брза железница. Веќе е договорено дека ќе се заврши болницата клиничката во Штип, нов медицински факултет во Штип и нов студентски дом во Штип, нова болница во Кичево и целоста реконструкција на тие во Тетово. Тоа е првата фаза. Втората фаза претпоставувам дека ќе се случи за брзо време, ќе се направат и тие консултации на енергетскиот систем, ние Чеврен галиште, значи нема Чеврен галиште да го ради некој друг, нема да го даваме на некој друг, нема да го стопанисува некој друг, туку ние, граѓаните на Република Македонија, ќе се земеме кредит, ќе си ја направиме таа и ќе имаме економска исплатливост. Договорот со Велика Британија мора да биде една од основните точки на, како да ви кажам, мора да биде една од основните точки на хомогенизација, исплотување на сите во Република Македонија, независно од етничка припадност, верска или било која друга припадност, бидејќи тие проекти ќе направат Република Македонија да биде друга држава, бидејќи тие проекти ќе го сменат описот на Македонија на позитивно и едноставно дури тогаш преку таа железница ја добиваме вистинската геополитичка положба како срце на Балканот. Доколку вие немате патишта, немате железница, тогаш тоа срце на Балканот едноставно ќе почне да чука во други држави кои што ќе си ги направат тие потребни работи. Ова требало да се случи во 95-та година, не сега. Се случува сега, никогаш не е доцна да започне. Уште сосема кратко, ако може на крајот, самитот во НАТО, заклучоците 5% од БДП во наредните 10 години за одбраната. Рековте дека 350 милиони евра ние можеме максимум да се задужиме или да земеме кредит. Како ќе се одвојува повеќе од устите на граѓаните за одбраната? Јас не би го кажал тоа ќе се одвојува од устите на граѓаните. Прво, второ, мислам дека не е 5%, мислам дека 3,5% на крај некоја согласува се постигне синоќа во рамки на НАТО. Ќе дојде министерот за одбрана вечер, утре мислам дека ќе има веќе обраќање, мислам претпоставувам дека немајте ќе поставувате прашања, тој ќе одговара. Видете, безбедноста и колективната безбедност е многу важна работа. Република Македонија е полноправна членка на НАТО, тоа не е мала работа, тоа е многу голема работа и јас сум убеден дека граѓаните на Република Македонија и до сега и од сега понатаму ќе имаат само бенефит од нашето членство во НАТО. Господине Пренџов, ви благодарам уште еднашка за вашето гостување во Пресврт и на вашите ставови изнесени за прашањата, можеби кои што ги протрчавме од се по нешто. Следува летен период, следуваат избори, со вас можеби се гледаме во наредна прилика негде на есен. Ви благодарам уште еднашка. Ви благодарам јас. Почитувани, тоа беше пратеникот Љупчо Пренџов од редовите на ВМРО ДПМН. Се надам ги слушнавте ставовите за оние круцијални прашања од домашната политика, економијата, а и надворешната политика, НАТО, безбедноста и така натаму. На вам ви се заблагодарувам за вниманието, ви препорачувам да се претплатите на YouTube каналот на Слободен печат, да читате Слободен печат, а со мене и со Пресврт се гледаме по летните одмори, односно на есен. Пријатно.